Поранешниот пратеник на СДСМ Есат Рахиќ, чиј брат е осомничен за трговија со дрога и нелегално поседување на оружја, кој доби 30-дневен притвор, заедно со уште 4 лица, вчера во телевизиско интервју упати заканувачки пораки до новинарите кои известуваат за случајот. И сакам да ги замолам вашите колеги, извинете што маса, да внимаваат што пишуваат. Затоа што Есат Рахиќ и семејството Рахиќ имаат многу пријатели, многу, верувате, многу пријатели кои што јас не можам да гарантирам како ќе реагираат кога ќе сретнат некој од нив што пишуваат вакви неболози. Ви благодарам уште еднаш, извинете. Новинарските здруженија мани ЗНМ со осуда за заканувачките пораки на Есат Рахиќ до новинарите. Сдруженијето на новинарите на Македонија ги осудува заканите на поранешниот пратеник Есат Рахиќ, кој во неделата преку медиумите ги предупреди новинарите да внимаваат што пишуваат за приведувањето на неговиот брат, затоа што семејството Рахиќ има многу пријатели и не може да гарантира како ќе реагираат кога ќе ги сретнат новинарите на улица. Велат од Сдруженијето на новинарите на Македонија. Остра осуда за изјавите на Есат Рахиќ пристигна и од ВМРО ДПМН. Од партијата прашуваат и дали Заев знаел за црниот бизнис со дрога на неговиот пријател Сеат Рахиќ. Јавните закани на екс-пратеникот на СДСМ Есат Рахиќ, упатени до сите новинари, кои ја информираат јавноста за криминалите на луѓе поврзани директно со врвот на неговата партија, се срамни и недолични. ВМРО ДПМН најостро ги осудува заканите и ги охрабрува институциите да не подлегнуваат на обиди на СДСМ за забошотување на криминалот на неговите експоненти. Воедно, ги охрабруваме медиумите да не бидат жртви на стравот кој сака да го сее аболицираниот криминалец Зоран Заев. Јавноста ја интересира дали аболицираниот криминалец Зоран Заев знаел за црниот бизнис со дрога на неговиот пријател. Јавноста исто така има право да знае зошто толку време овие криминалци беа сигурни во себе дека нема да одговараат. Сеат Рахиќ беше уапсен во петокот вечерта во рација на полицијата заедно со уште 4 лица, под сомнение дека организирал криминална група која вршела продажба на кокаин на наркозависници од Скопје, но и пошироко. Надлежниот судија на 5 на членови на криминалната група кои беа уапсени во полициската акција Мрежа им изрече мерка притвор во време траење од по 30 дена. Според информациите на МВР, криминалната група организирана од Сеат Рахиќ од ноември лани континуирано вршела продажба на пакетчиња на кокаин по цена од 3000 до 4500 денари во и надвор од Скопје.